Ирена ја имаме веќе на линк. Ајде, добро утро да и посакам на Иренка. Како сме ова утро, Ирена? Добро утро, Искра. Добро утро до нашите гледачи. Одлично сум овде од каде што ви се јавувам ова утро. Тоа сега те прашам од каде ни се јавуваш. Јасно ни дека станува збор за изложба, но за каде ќе ги поканиш нашите гледачи? Да. Ова утро ве поздравуваме од галеријата во Ману, каде што вчера вечер во 19 часот се отвори изложбата Три генерации Ташковски. Навистина извонредни и преубави дела од Ристо Ристовски, академик Васко Ташковски и од Лара Ташковска, исто така академски сликар. Нивните преубави дела ги красат зидовите на галеријата овде во Ману и оваа изложба ќе биде отворена до крајот на месец април. Веднаш да ве повикам сите вас, љубители на уметноста, на овие навистина преубави, импозантни дела, да дојдете овде во Ману и да уживате во преубавите и навистина дела кои што ги красат овде зидовите на галеријата Ману од 10 до 14 часот секој работен ден во просториите на Ману. Ова утро наши и ваши гости се академик Васко Ташковски, Лара Ташковска, негова керка, академски сликар. Добро ви утро. Ви благодарам што ова утро ни овозможивте да присуствуваме овде во галеријата во Ману, каде што вчера вечер беше отворена изложбата Три генерации Ташковски. Навистина премногу луѓе имаше вчера на отворањето. Како што кажа промоторот, вака многу народ одамна не бил собран во галеријата во Ману. Честитки за изложбата, навистина преубави дела. Ке го почнам разговорот со академик Васко Ташковски. Каква е вашето очекување, односно кои се вашите импресии од изложбата вчера? Рековте дека не сте за прв пат овде, веќе 10 пат изложувате ваши дела. Ова ми е јубилејна изложба мене на некој начин, пошто 10 пат излагам тука и 30 години сум во Ману, као член на Ману. И така да има, стварно беше публиката, посетата беше поголема од колку што очекував. Пошто и други изложби биле така интересантни, ама изгледа ова привлече внимание, пошто ете три генерации. Имаше и три генерации, јас колку што можев да забележам, имаше и многу млади, имаше и вака средновечни и вака, да кажеме, повозрасни љубители на уметноста. Што е она што може да видат посетителите овде во Ману? Тука има три генерации, али и три различити, да речем, стилови. Татко ми е Ристо Ристовски, тој е наивен сликар. Неговите дела се работени со темпера на хартија. Неговиот свет е, да кажем, целиот негов живот си го наслика во тие негови слики. Неговото занимање, неговите интереси што биле случувања од детството па до пензионирањето, све тука во тие слики застапени се така, мислам, содржински жанр сцени и некои сцени што посеќавање од своето детство. Лара е исто застапена со слики во акрилна техника и во маслена техника. И таа си има свој свет, таа ќе кажи повеќе за нејзините слики. А јас исто сум застапен со слики во маслена и во акрилна техника. Која е пораката што сакате да ја пратите на публиката преку вашите дела? Па секоја слика има некоја порака. Зависи од содржината. Например, во моите слики имам повеќе теми и секој има некоја своја улога. Имам воени теми, имам некои еколошки теми, футуристички теми, така да секој има своја порака, али начално уметноста секогаш има порака позитивна, затоа што уметничките дела треба да реагираат како да остават траги, а не лузни. Превладува во вашите дела, превладува повеќе сината боја. Ми кажавте дека сте и вашата керка Лара, дека сте љубител на морето, така? И тоа и може да се види, така? Да, морето ми е една преокупација, а од друга страна темите што се мои и стилот, тој надреалистички или фантастика, обично сите фантастичари или надреалисти избират празен простор за да можат своите визии да ги представат.
Јас го избирам морето затоа што хоризонтите се далечни хоризонти, широки, а исто имам и слики кои се пустински, значи во пустина пак, значи ми треба празен простор. Оти не можам да ги лоцирам моите фантазии во урбан простор негде и затоа тој простор е и планински исто имам мотиви, значи ми треба празен простор да се изразам. Така, уште едно само прашање, додека да ја вклучиме и Лара. Имате, сега ќе кажам, бројка од 13.000 скици. Што значи тоа? Јас ја слушнав вчера таа бројка на изложбата, промоторот ја кажа. 13.000 скици кои што може да излезе од нив, нели да излезат 13.000 дела, така? Вака, тие скици се визуелни размислувања. Тие не се дефинирани слики, некои ако као скици можат одма да бидат дефинирани, а некои се повеќе истражувања. И така да не може да бидат сите као уметнички дела, али повеќето можат и пошто мене постапката ми е јас не ги гледам сликите во природа, речеме, или по модел, него јас треба да ги измислам, да ги лоцирам. И се тоа не е измислено нешто што не постои, него јас се инспирирам од природата, али стварам своја природа. Во тоа движење треба, значи, со тие скиците, размислувањата, јас од тие скици ги барам идеите или ги дотерувам до таа мера кој што можат после да бидат пренесени или во акварел, или во цртеж, графика, или во масло. Да ја вклучиме во разговорот и вашата керка Лара. 3 генерации Ташковски. Лара, вие сте третата генерација, наследен талент од дедо и од татко. Вашите дела се исто така овде во галеријата во Ману. Која е вашата техника, инспирација? Има малку влијание од вашиот татко, нели? Да, особено оние слики што ги работев во неговото ателје, гледам доста влијание. Еден период сликав кај него, кога се вратив од Америка, моето ателје беше зафатено и после нели отворив школа за цртање таму и кај него почнав да сликам и заедно работевме. И нели целиот процес како поминуваме низ процесот на сликање, се консултираме, ја него исто му давам совети, му сугерирам него, затоа што кога ќе се внесеме во некоја проблематика, не можеме да видиме малку од дистанца. И сега некој кој ќе дојде од надвор, може да ни даде совет, може да го прифатиме, може и не. Ама нашите совети доста си ги прифаќаме. И така да интересно беше што тие слики ги насликав таму и сега уште поинтересно ќе биде да направиме некоја заедничка слика. Да. Вие имате и ателје, кое што за сликање, односно школа за цртање, која што се нарекува ателје за уметничко сликање и цртање. Овдека, од време на време, помага и вашиот татко, така, има тука малку консултација, сигурно и малку помош за идните студенти, идните ваши студенти. Да ги поканиме уште еднаш гледачите за оваа изложба. Да, може да дојдат сите од понеделник до петок, како што рековте, од 10 до 14 часот, да ние исто може да бидеме тука или има исто контакт во каталогот и на нашите социјални профили, да може и слободно да не исконтактираат, да дојдеме, да се видиме, да поразговараме ако ги интересира нешто, да споделиме и така. Ви благодарам многу за разговорот. Ви посакувам уште многу дела и уште многу изложби и ајде да бидеме сведоци на едно заедничко дело, 2 генерации Ташковски од академик Васко Ташковски и Лара. Четвртата генерација да работиме. Благодарам. Тука, почитувани, се одјавуваме од галеријата во Ману. Студиот, доколку се слушаме, Искра, ако имаш некое прашање до нашите гости, можам да пренесам. Немам прашање, имам само уште еднаш да ја пренесам отворената покана до сите наши гледачи, а кај